Може. Почитувана македонска јавност, почитувани представници на медиумите, интерпелацијата на Левица е успешна и заврши работа. Илир Едаути даде оставка и повеќе не е председател на Комисијата за социјална политика, демографија и млади. Подсетувам дека интерпелацијата ја поднесовме по три основи. Прво, затоа што поранешната председателка на комисијата, кога беше задолжена од председателот на собранието, не го стави законот за бранители на дневен ред на Комисијата за социјална политика. Втората основа е тоа што спротивно на деловникот, поранешната председателка не свика седница на комисијата за законот за бранителите, кога тоа од неа го бара 1/3 од членовите на комисијата. И третиот основ е поради тоа што таа противделовнички не им дозволуваше на членовите на комисијата да го надополнат дневниот ред со законот за бранителите. Ние како пратеничка група на Левица, иако имаме диаметрално спротивни гледишти и ставови по многу работи со Илир Едаути, го поздравуваме нејзиниот ваков потек и честитаме на овој потек, затоа што со ова таа покажа интегритет. Изгласаната интерпелација значеше дека се обезбедени гласови за нејзино формално разрешување од страна на пленумот, но ние намерно не покренавме веднаш постапка преку Комисија за избори и именување за нејзино разрешување, туку витешки оставивме неколку дена сама да се повлече и да си даде оставка, што на крај се случи. Ова е прва ваква успешна интерпелација од ваков тип во историјата на Собранието на Република Македонија и Левица и понатаму останува на браникот на државните интереси, уставноста и законитоста. Благодарам. Таа позиција пак е и припомнена Европски суд. Што ако пак ќе биде предложена Илир Едаути? Пак и видиме, не знам јас која е логиката после давање отставка некој пак да бара да биде на таа позиција. Значи, веќе има обезбедено мнозинство за повторно нејзино разрешување. Значи, пленумот е тој што на крај решува дали некој ќе биде разрешен или не. Ако сака Илир да ја возиме оваа процедура целосно на ново пак да изгласуваме недоверба, тогаш окей, не знам, тоа е нејзино. Јас мислам дека она денес покаже интегритет и дека на такво нешто и нема да се нафати. Колку ја разберав, вие на вашиот збор сакате, викате, ако Илир се именува, пак вие ќе платите интерпелација. Па доколку продолжи по овие основи да го крши деловникот, сигурно дека ќе поднесеме интерпелација. Фала Богу. Па да, ќе видиме, отом потом да видиме прво што ќе се случи. Ако се крши деловникот, можда е пак да поднесе интерпелација, но сега на нешто што не се случило, веќе прejudicираме што ќе се случи. На нероден Петко капа му кроиме. Сакам да подсетам само уште нешто, дека ние уште го чекаме заклучокот од интерпелацијата од председателот на собранието Гаши, кој што уште ни го нема доставено, и ќе подсетам дека откочување на таа комисија е во негови раце, затоа што он има деловничко право да свика седница по овој закон и да назначи некој само по таа точка што ќе истера комисијата до крај, ќе ја откочи процедурата за законот за бранителите. Благодарам.